Првата утринска тема, како што најавив, ќе зборуваме за безбедноста и здравјето при работа, односно за работилницата која што веќе започнува утре и ќе трае до 6 декември во Охрид во организација на Македонското Сдружение за заштита при работа. Зошто е токму потребна една ваква работилница? Кој се ќе биде гостин? Кој е фокусот на целата ова работилница, ќе дознаме во продолжение од координаторот, проектниот координатор на Македонското Сдружение за заштита при работа, Славица Јанков, кој што ова утро е во нашето студио пред почетокот на работилницата и нивното заминување за Охрид. Славица, добро утро и добро дојдовте. Добро утро. Ви благодарам што сте утрово заедно со нас да разговараме за оваа работилница која што вие организирате, е навистина значајна. Сите зборуваме често за безбедноста на и здравјето при работата. Вие организирате една работилница која што секако започнува утре, а целта е организирање, како што видите, на регионална студија и стратегија за безбедност и здравје при работа. Ќе бидат, како што најавивте и самата пред почетокот на разговорот, голем број на гости присутни, па може ли еве на самиот почеток да ни кажете за кого се е наменет, од каде се ќе пристигнат гости и која е точката која што фокусна точка на оваа работилница која што започнува утре? Благодарам. Оваа работилница која што организираме утре во Охрид е една од многумите активности кои што се дел од проектот кој што го спроведуваме во регионот, заедно со Сдруженијето од Србија, Косово, Црна Гора и Албанија. Овој проект започна 2016 година и како производ треба да бидат изготвени регионална студија и стратегија во областа на безбедност и здравјето при работа. Во изминатиот период имавме многу активности кои што доведоа до резултати, односно материјали кои што ќе бидат потребни во натамошното изработување, односно токму утре на оваа работилница во Охрид ќе биде изготвена регионалната стратегија. Регионалната стратегија ќе биде документ каде што ќе бидат опфатени сите препораки и забелешки, односно заклучоци од националните студии кои што беа претходно изработени на ниво на држава од страна на 5 здруженија кои што сме заедно партнери во имплементација на проектот. Стратегијата ќе ни помогне во иднина, таа ќе биде предлог во иднина како да функционираме вмрежени, ние граѓанските организации, односно граѓанскиот сектор, како да помогнеме да учествуваме во креирање на политиките на државно ниво и исто така да соработуваме заедно со медиумите. На оваа работилница која што ќе се одржи во периодот од 4 до 6 декември во Охрид ќе бидат присутни представници од граѓанскиот сектор, од Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора, Хрватска, нашите партнери, Бугарија. Ќе имаме вклучување, бидејќи не е возможно во овој период сите да ги собереме на едно место, ќе имаме директно вклучување, односно цело време ќе постои Skype конекција со представници од Европската агенција за безбедност при работа, од Словенија и од Турска, се извинувам, и од Унгарија. И на ова работилница ќе бидат присутни представници на министерствата кои што се ресорни во областа на безбедност и здравјето при работа, представници на државните институции, образовните и исто така и представници на медиумските организации кои што се исто така важен дел во безбедност и здравјето при работа, односно во имплементирањето, следењето и градењето на превенција на култура. Колку има интерес за оваа работилница? И за присуството на сите овие организации, здруженија, граѓански сектори кои што се вклучуваат? Па има интерес, затоа што веќе не препознаваат. Това не е прва активност која што работиме во регионот. Ние започнавме 2011 година да се појавуваме како македонско здружение, да соработуваме со нашите партнери и на крај се роди токму од тука се роди таа идеја да функционираме како мрежа, беше основана неформална Балкан нош мрежата на професионалните организации за безбедност и здравје при работа кои што делуваат во своите земји, но преку проектот и преку дополнителни активности кои што пред добивање на проектот беа спроведувани, функционираат, односно здружено делуваат во областа на безбедноста и здравјето при работа и ги вклучуваат сите клучни фактори во овој процес.
Да. Неодамно исто така организиравте и една регионална конференција, исто така во рамки на Балканската мрежа за безбедност и здравје при работа. Па може ли да ни кажете што велат впечатоците и искуството од сето она што секако беше споделено во рамки на оваа регионална конференција во однос на несреќите, заштитата на работните места, податоците кои што се од останатите земји од регионот? Меѓународната конференција е една од алатките како функционира мрежата. Започнавме 2015 година во Охрид, потоа се преселивме наредната година во Словенија, па организатори беа Сдруженијето во Црна Гора, оваа година во Косово, како што кажавте, наредната ќе биде во Албанија. Идејата на оваа конференција е сите заедно да бидеме организатори. Значи на едно место се собираат сите клучни чинители во процесот на безбедност и здравје при работа, од инженерите по заштита при работа, до лекарите по медицина на труд, државните институции, вработените, работодавачите и останатите. Самиот концепт на оваа конференција е тоа пред се, покрај тоа што се презентираат трудови, секогаш имаме отворени форуми каде што може да учествуваат преку пренос во живо сите оние кои што не може да бидат во моментот на самата конференција, а се во делот на регионот и во Европа. И овие форуми ги правиме токму за размена на искуства, токму за запознавање. На една конференција имавме потпишување на меморандум помеѓу националните совети за безбедност при работа. Потоа на наредната конференција говоревме за карциногените заболувања. Во Црна Гора се разменија искуства во градежништвото, во насока на дополнување измени во законот и подзаконските акти, директно во областа, конкретно во областа на градежништвото од страна на безбедност и здравјето при работа. Оваа година во Косово беше акцентот ставен на креирање на дата база на експерти, професионалци кои работат во оваа област и начин како да се креираат системи за евиденција, затоа што и така тоа ни е еден пропуск, можам да кажам, односно постојат до сега некои начини за евидентирање, но не ги даваат реалните состојби за несреќите и повредите, ниту пак причините поради што нешто не се случува. Да. Практично како изгледа сето ова? Колку се запазуваат законите за заштита на безбедност и здравјето на работното место во Македонија и во земјите од регионот? Конкретно на ова прашање, например, ние вршиме истражувања, на терен сме, се трудиме со проектите да бидеме помеѓу сите клучни чинители во овој процес. Да, законот како таков постои веќе 11 години. Оваа година имавме и многу работилници кои што правевме истражување, соработувавме, организиравме настани каде што треба да добиеме заклучок на крајот од годината дали ќе се изготвува сосема нов закон или ќе биде ревидиран постоечкиот. Законот постои, потребно имаме уште многу работи кои што не се опфатени, како што не се изготвени правилници за работа на отворено, на високи и ниски температури, заштита од електрични удари и слично, работа на височина, но генерална бројка колку се имплементира, веројатно ќе ни покажат бројот на несреќите кои што и така не се мали на годишно ниво. Овој податок го користам од неофицијалниот извештај, годишен извештај кој што го изработува Македонското сдружение за заштита при работа и мислам дека самиот факт кога ни се случуваат работите, значи не можеме да кажеме дека сме на добро ниво или дека сме постигнале целта. Заради тоа ние од Македонското сдружение велиме дека постојано треба да работиме на креирање на превентивна култура, дека превенцијата е клучниот концепт во управувањето со безбедност и здравје при работа во самите компании и во самиот систем, во самата држава и се трудиме секогаш заеднички да ги вклучиме и синдикатите, и работодавачите, и јавните институции, и владата, и Советот за безбедност при работа, и лекарите по медицина на труд. Само заеднички можеме да придонесеме во подобрување на
состојбата која што сега ни се случува. Да, намалување на бројката, затоа што навистина сведоци сме на голем број несреќи на работните места и позицијата во која што се наоѓаат работниците. Вие од Сдруженијето често потенцирате дека безбедноста и здравјето при работа не е трошок, туку напротив, тоа е инвестицијата. Кои се сите придобивки кои што може да се добијат од безбедност, од сето ова? Токму така, ние постојано кажуваме дека не е трошок, затоа што сакаме, кога разговараме со работодавачите, сакаме да сватат дека работниците со своето работно место, дека се фактор на успех на самата компанија. Доколку работникот се повреди, правиме муабет за тешки повреди, да не земаме во предвид несреќите, значи самата компанија во моментот ќе има проблеми со продолжување на процесот. Потребно е да се најде нов работник кој што треба да го замени тоа работно место, па се појавуваат трошоци за обука, за доедукација, за да може да се обслужи тоа работно место. На овој начин се намалува продуктивноста и ефикасноста во целиот процес, што значи дека безбедноста и здравјето при работа можеби во моментот кога се вложуваат некои трошоци, работодавачите сметаат дека преку ноќ не им се оплеменува во самата услуга или производ. Но затоа правиме едукативни настани, промоции, кампањи каде што сакаме да влијаеме на јавната свест за да се свати безбедноста и здравјето при работа пред се дека од тоа зависи цело семејство, цело обкружување, цело општество. Нема ништо подобро еден работник достоинствено и здрав да се врати во своето семејство, во својата околина после работното место. Колку работниците внимаваат на својата заштита на работното место? Ние ги зборуваме работодавачите колку тие треба нели да вложуваат во работниците, но пред се доколку самите не внимаваме и не се придржуваме кон одредени дадени правила, сметате ли дека и работниците треба дополнително да се едуцираат во однос на својата заштита и безбедност на работното место? Да, токму така и тоа, значи како што реков на почетокот, ги опфаќаме сите страни паралелно, односно и заеднички соработуваме, затоа што да, и вработените, односно самите работници, потребно е да се информираат за безбедноста и здравјето при работа на своето работно место. Потребно е да постојано да бидат вклучени во кампањи кои што ги спроведуваме, за да има случаеви каде што се имплементира законот од страна на работодавачот, но има отпор од самите вработени. Значи, поради тоа на исто ниво заедно се трудиме да ги информираме, да ги обучуваме, да ги вклучуваме и вработените, затоа што само мотивираните работници и оние кои што си ги знаат правата и обврските може да придонесат во целосно креирање на интегриран систем за управување со безбедноста и здравјето при работа. Во кои дејности според вашите податоци се случуваат најголем број на несреќи и дали се познати причините поради кои доаѓа до овие несреќи на работното место? Според нашиот извештај кој што го изготвуваме, најмногу повреди при работа има во земјоделието. Тоа се случува во руралните средини, и можеби во јавноста повеќе мислењето дека се случува во најмногу повреди во градежништвото е токму тоа затоа што во самите централни места каде што живееме, тие вести се презентираат и се, да кажам, во моментот на несреќата се топ тема и тоа е додека се истражи несреќата, но никогаш, барем за сега, по одреден период не се обелоденуваат причините зашто тоа се случило. Токму затоа во овој проект, повторно ќе го спомнам, на регионално ниво, кој што го имплементиравме, имавме грантова шема, каде што беа изготвени истражувачки студии. Истражувачките студии веќе почнавме да ги промовираме. Истражувачките студии опфаќаат случај, на вистински случај, на случај на несреќа или повреда при работа, која што ги уклучува сите фактори моментално, кои што биле вклучени во процесот и на крајот дава препорака што треба да правиме понатаму. Од друга страна, во другите земји имавме вклучување и за недостатоци, истражувачка студија за недостатоци во законската регулатива, дополнувања, соработка помеѓу институциите.
мислам дека е добро да се погледнат сториите, затоа што ние велиме дека од причините учиме да не ни се повторуваат грешките. Доколку не се знае причината зашто е настаната, тогаш повторно ќе не се случуваат истите работи, нема да се намалува бројот на несреќите, нема да се намалува бројот на повредите, професионалните заболувања. Колку вие како здружение излегувате на терен и ги опипувате и односно испитувате дадените ситуации поради кои е дојдено до дадена несреќа? Имате ли такви ингеренции? Не, ние немаме такви ингеренции. Меѓутоа се случува да не исконтактираат обично вработени кои што имале повреда да се консултираат, па ние пробуваме да побараме соодветно одговор до надлежните институции. Се трудиме да следиме според извештаите од Државниот инспекторат, Институтот по јавно здравје, медицина на труд, статистика, од извештаите на МВР. Тоа сами го правиме во континуитет, меѓутоа немаме ингеренции да бидеме на самата несреќа. Да. Што е клучно за да дојде до промени во дадената моментална состојба во однос на работните места и повредите кои што се случуваат, за да се промени целата оваа ситуација? Како што реков, потребно е да работиме сите заедно, инженерите по заштита при работа, стручните лица, работодавачите, работниците, владата, инспекторатот, Државниот инспекторат, лекарите по медицина на труд. Потребно е да изградиме сеопфатен систем кој што ќе ни помогне да градиме превентивна култура, кој што ќе ни помогне да влијаеме онаму каде што сметаме дека има проблеми заеднички да се решат, да се опфатат сите страни кои што се вклучени во процесот. Имаме национална стратегија на национално ниво во Македонија за безбедност и здравје при работа. Таму се вклучени, односно се изготвен акционен план каде што ги вклучува сите овие клучни фактори и потребно е заеднички да се имплементира и да се работи и нормално да се следат чекорите од рамковната директива која што се уште се надополнува од страна на Европа и се креираат нови документи кои што ќе помогнат во имплементирањето на безбедноста и здравјето при работа. Очекувате, значи, од утре веќе со почетокот на работилницата до 6 во текот на тие 2 дена да се формира таа регионална студија и стратегија за безбедност и здравје, па се надевам дека ќе имаме можности и понатаму повторно да се видиме да разработуваме оваа тема, а вие веројатно ќе ги очекувате и резултатите од дадената стратегија. Да, благодарам за поканата. Секако, ние стоиме отворени за соработка. Сите национални студии веќе се објавени на веб страната на проектот. Исто така ќе биде објавена и регионалната студија, ќе споделиме информации до сите, затоа што и документот како документ не го правиме само за ние кои што сме моментално вклучени во овој проект. Идејата е да биде доставен до сите, отворени сме за белешки, понатаму и секако заедно да ја имплементираме таа стратегија и акционен план. Да, нас ни е важно да ги видиме резултатите на терен, да се заштити работникот на работното место, секако здравјето и безбедноста пред се во секоја дадена професија. Секаде постои ризик од повреди, секаде постои ризик од нарушување на здравјето, така што се делува буквално во сите професии, во сите гранки каде што работниците се изложени на дадени опасности. Да. Така. Ви благодарам многу, ми беше драго што во утре бевте заедно со нас и ви посакувам успешна работилница со голем број на гости, секако од сите оние кои што ги очекуваате, многу идеи, многу размени на искуства со регионот и нашата се сите присутни, па во некоја следна прилика се надевам дека повторно како Македонско здружение за безбедност и здравје на работното место повторно ќе бидете дел од нашата емисија за да и ние на некој начин допринесеме за подигање на свеста и од самата страна на работниците колку тие треба да ги знаат своите права на работното место. Благодарам и на вас.